секако ќе почнам од мојот дом, Свети Николе. Потоа мојата такометна кариера ја продолжив една година во Велес, потоа отидов во Битола, интернационалната кариера ја започнав во Загреб, продолжив во Унгарија во Веспрем, потоа отидов во Шпанија, каде што 3 години бев во Мадрид и следните 4 години бев во Барселона. Па секако доколку треба да одберам место за живење, би одбрал родната Македонија и пред се Скопје како главен град. Меѓутоа секако дека имам мои омилени, фаворити градови и секогаш сум потенцирал дека уживам да престојувам покрај вода од дестинациите кои сум ги прошетал што во мојата играчка кариера, што како летувања. Мојот избор е Дубровник и Барселона. Утрински ритуал зависи во кој дел од сезоната сме, доколку сме во играчка и надпреварувачка сезона, секако дека имам станување максимум до 8,5 сатот, не повеќе спиење. Првиот ритуал се 2 чаши на обична вода, свежо цеден сок, после тоа јак и доста обилен доручек, затоа што мислам дека за спортистите најважен дел, тоест исхрана е доручекот. После тоа секако македонско турско кафе, во кое што си го носиме во било која држава, затоа што тоа е доставно само кај нас во Македонија, и после така го почнам денот со моите играчки активности. Па за мене еден совршен дом, можеби најважната работа е секако дневната соба и добра кујна, мислејќи на мојата сопруга која што е задолжена за квалитетната храна што треба да ја конзумираме ние врвните спортисти. Секако една од многу важните работа за мене е и добар балкон, широк, обем, просторен балкон, кој што е важен дел од еден совршен дом. Доколку се работи за една фамилија, мислам дека би било добро да секое дете од фамилијата си има сопствена соба, за да може да има добро детство, детство во кое може да се осамостали, да има своја соба и тие се едни од 2-3 од поважните работи за имање на совршен дом. Иако ние, тоест јас посакувам да имам тотален мир во одреден дел од денот, исто мој личен избор е да изолирањето е добро, меѓутоа добро е да бидеш и поврзан со луѓето, да бидеш на добра локација, во центарот на градот, така да на ова прашање не можам да го дефинирам мојот избор, го посакувам едното и другото, значи секој си има посебен вкус, меѓутоа добрата локација, а најдобро е да имаш 2 дома, па да еден дом да имаш, да бидеш изолиран кога ти треба слободно време за изолација, и другиот дом да ти биде на добра локација каде што ти бидеш поврзан со луѓето, да можеш да комуницираш, да се симнеш долу, да се напиеш добро кафе и да бидеш опкружен со добри и позитивни луѓе.